до два панаѓури. Интересно е како се однесуваат на македонска музика. Ја пуштија песната Македонско девојче, чека да види дали некој прв ќе се фати ворото, ако се фати некој прв ворото, тога се фаќаат сите. Ако некој не се фати, значи ако нема похрабар, тогаш сите останат и се плашат. Уште е стравот веројатно присутен кај македонците во Егејска Македонија. Верувам оти оно не е толку така ка са ноќот, ама нешто ка знаат оти нешто са сниме, то да се внимаваат тие сите работи. Јас тоа верувам, ама не. Јас сакам да кажам оти. Ама се пеат македонски песни, се игра македонски ора, таквие. Се наоѓаме пред седиштето на партијата Виножито, која се наоѓа на главната улица во Лери. Партијата е формирана 1995 година, 1996 година одредени фанатици од страна на грчкото општество успеа да ги руинират и да ги демолираат сите тие партиски активности и седиштето на партијата, односно активностите да беа префрлени тотално надвор на улица. Во последните 12 години, како што велат активистите на Виножито, такви активности нема од страна на грчката држава или на одредени грчки фанатици и затоа веројатно постојат две објаснувања. Полека се демократизира грчкото општество, а од друга страна активистите на Виножито покажат доволна цврстина и решеност да истрајат докрај, што веројатно ги расколеба тие грчки фанатици да направат нешто слично како 96 година. Прави ли грчка држава проблем? Гледам на вратите, имате тука овие анархистички знаци. Сега поминавме разни етапи од момента мислиме оти државата и општеството не може да оде на таквија силни да кажеме как беше со горењето на ова канцеларија. Ова канцеларија е изгорена. Изгорена е? Да. Се е фрлено од балконот тука долу на патот, таму се е изгорено. Која година е тоа? Тоа е 95-та и 5-та и 6-та година. 96-та година. Да, 96-та. Една година после тоа како отворивме ова канцеларија. А тоа стана заради заради што ние поставивме двуезична табла на влезот на зграда. Пред, на влезот на канцеларијата. Они палат, ние ќе преправиме, ќе градиме, така е работата наша. Кај научивте вака убаво македонски да зборувате? Видите, јас се научив од дома. Од дома? Македонски да зборувам. Господине Причков, вие формирате првата партија на македонците во Егејска Македонија, Виножито, или од 1994-та, значи тоа е првото Виножито. Да, вистина, тогаш во 1994 година го формиравме Виножито и што излеговме во изборите за Европејскиот парламент, а пред тоа И како поминавте? Колку гласови освоивте тогаш? Тогаш добиевме 7000 гласови официјално, али ние знаеме по информации дека нашите гласови беа тогаш над 10.000 гласови. Господине Шлаков, Овчарани важи за едно од најмакедонските села во Егејска Македонија. Да, Овчарани е едно од селата што сега денеска е со 2000 жители, пред 50 година беше околу 5000 жители. 5000 жители? Да. Има одредени информации дека единствено во Овчарани, од поголемите места населени со македонци во Егејска Македонија, партијата Виножито има победено на едни избори. Да, во изборите што беа за Европски парламент, имаме победено, дојдоме прва партија во Овчарани. И од ПАСОК и од Нова демократија. Како ве дочека грчките медиуми? Веројатно беше тешко да се биде траен ПАСОК. Ништо. Се знае, не знае со кои луѓе имат да прават. Се велија ние дека сме поврзани со меѓународни организации и така натаму. Вие бевте скопски шпиони, платеници на Македонија, на ЦИА, на кого не све. Но ние не бевме прави селени македонци тука. Луѓе со македонско чувство. Чувство, да. И не успеа грците за 60 години да ви го скршате, да го растурат тоа чувство. Слушате, по една страна малку се плашивме, но и бевме и сигурни дека Грција не може да ни праве тие работи што и правише против македонците минатите години. И вие сте човекот кој ја носи документацијата на партијата во Атина и таму ја регистрира партијата. Така, точно. Можеме да кажеме дека почетокот на Виножито во 1994 година беше многу успешно, дека проблемот дека на грчката пропаганда беше секогаш дека да, имало ли некои екстремисти или некои агенти
што се плаќале од Република Македонија и затоа ли барале нешто, кој знае што, и дека тие луѓе се некои луѓе броени на раката, на прстите во раката. Со тие избори најпрво покажавме дека не се некои платени како што веле грчката пропаганда, али дека има многу повеќе народ што се чувства македонец, што разбира дека нивните правини му се прекинати од грчката политика. Се наоѓаме на влезот на воденска околија, кое што грците, како што можете да видите на билбордот позади нас, го нарекуваат регионот на Централна Македонија. Ако воденскиот крај е центарот на Македонија, се постава прашањето каде се перифериите, дали тоа е Скопје, дали е тоа Халкидики. Ви учат ли македонците децата да зборуваат на македонски? Тие што имат свест, да. Ама тие што немат таква свест, го остават тоа, ќе се научат. Спонтано. Има Може време. ќе се научат од некој, не знам кој, знаеш, ќе се научат, ќе одат надвор, ќе зборуват. Се развива ли свеста кај македонците? На еден дел, да. Бидејќи веројатно денес е тешко да се биде македонец во Грција, посебно после ова што беше со НАТО, со Букурешт и така натаму, веројатно притисокот ќе биде се уште поголем. Голем е притисокот према Република Македонија, претпоставам дека голем ќе биде притисокот и врз македонците во Егејска Македонија. И тоа се гледа од мас медиумите, например сега на новините, на емисиите во телевизиите. Знаеш, тамо се гледа како психологијата е тука во оваа држава. Се крева бура, тие вакви, тие такви за македонците, па агенти, па лоши, па вакви, па не знам што, продавници, такви работи. Сигурно, сега се стегат. И тоа еден обичен човек кој ќе го гледа во телевизијата, малку се бере, се повлекува. И тоа што ќе рече, не знае македонски, тоа лаже, не ја кажува Ние вистина. седевме по Лерин, по разни кафенија, по разни кафани. Тешко можеби младите говорат македонски, меѓутоа све разбират што им кажуваме. Така, тоа ја разбирате, ама не може да одговорува. Јас верувам оти колку растат и колку нам ќе се движат или меѓу ни, ќе се исполнат и зборовите. Дека ако се намали овој притисок кој Грција го прави кон македонците во Егејска Македонија, и народот ќе се ослободи, народот ќе почне повеќе македонски да се чувствува и да се однесува. Видите, целиот проблем со Грција денес не е ни името, ни тие работи. Проблемот е егејскиот народ на Македонија. Знаат они, оти има народ тука, оти живе народ. Јас ви кажувам, 50 на 100 е од цела Македонија територија, тој е македонски народ. Сега колку збори, колку не збори, од вистината се плаша Грција. Грција не се плаша друго нешто. И верува, оти ќе се придојавџа ва работа, или ќе сменат нешто, или ќе прават нешто, не ќе успее. И сега тебе сите те знаат Пандо, Да. а грците те знаат Панајотис. Вистина, И ти кога ќе збориш на мобилниот со грците, викаш јас сум Панајотис. Кога збориш со македонци, викаш јас сум Пандо. да. Го употребувам езикот и вистина и тие години беше тешко да му и да крстиш на македонски. И уште ден денеска, јас ќе рече за ќерка ми, па го јам кажа многу пати, сакаш да ја крста Донка, Попо вика, ќе ти ја пишеме Зомна, ти вика и се как сакаш. А ти Донка, македонка. Донка га викам. Знаат ли децата твои македонски? Ги Знаат, учиш? знаат и учам децата мои, го знаат многу добро јазико и ќерка ми што е помала, ама за жал не е само да речеме ќерка ми, тоа македонски јазик почнуваме вие генерации да го губат. Треба македонски јазик да влезе барем во 6-то деление во државната. Се чувствува дека се македонци, знаат дел од македонската историја, ама не го учат јазикот. Сакам да верувам оти ако демократијата грчка го даде тоа право да можеме да го учиме мајчин јазик, не ќе се страмат децата. Оти ден денеска политиката грчка вика, тој јазик, ѓупчки јазик и така натаму. Или дијалект на бугарски. Или дијалект, или крама, или вака, или славјански, или нешто ќе најдат за да може да... Добро, кога ќе дојдат политичарите од Нова демократија или од ПАСОК да агитираат тука по Егејска Македонија, како што ве сметаат? Што сте вие? Тука е сега би ги барат гласоите. Да, Значи, тука и денес со сите тие преселби, убиства, бркање на македонци, по сите проценки нема помалку од 200 до 220 илјади луѓе со македонски корен на територијата на Егејска Македонија.